имајќи го предвид фактот дека тутунската индустрија во севкупната индустрија во Република Македонија учествува со 4% и со преку 4% од вкупно вработените во Република Македонија се во овој сектор, можам да кажам дека е во фокусот на внимание и на владата на Република Македонија и на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и од тие причини во изминатите неколку години се концентриравме на ова и заедно со Сдруженијата на земјоделците, со стручната јавност, го регулиравме со Законот за тутун и тутунски производи, каде што јасно ги дефиниравме правата и обврските на учесниците на овој пазар, а нормално и она што е од посебно значење за нас како влада и како министерство е да ги заштитиме тутунопроизводителите и не само тоа, туку и да овозможиме стимулација која што во последните неколку години, почнувајќи од 2009 година, значи изнесуваат по 1 евро за килограм предаден тутун кај откупните предпријатија. Светската здравствена организација уште од пред 2000 година ја турка, значи, во јавност оваа рамковна конвенција против пушењето и тутунот. Сега во нејзи има два члена кои што малце го тангираат производството на тутун, тоа се членовите 17 и 18. Меѓутоа, кога се читаат тие членови, тие нигде стрикно не наведуваат дека треба производството на тутун да се намали. Него едниот член тврди дека треба да има алтернатива на производството на тутун, а другиот член да се води заштита на тутунските работници, се мисли на фармерите при работењето во полето. Проблем се тие упатства за имплементирање на овие членови. Многу држави од светот различно ги толкуваат овие два члена. Значи, едно го толкуваат нордиските земји, друго на друг начин го толкуваат овие земји производители на тутун. Значи, очекуваме негде околу пак 19.000 тони тутун како ланската година, но со повисок квалитет. Сега, овие невремена сега што фатија дождови, дали ќе предизвикаат некој неквалитетно сушење на тутунот, ќе видиме, ако случајно се отвори времето и ако потрае есента, мислам. 19.000 тони тутун, повеќе не типуваме ние без разлика, што евидентните листови и пријавата во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство кажува дека оваа година откупните компании има пријавено 25.776 тони тутун. Ние кажуваме дека имаме само 19.000 нешто фазла, ако пак дозволат временските услови. Со добар квалитет, имаме добри односи како со Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, така и со откупните компании. Добро споредуваме, ние сме тука секојаш постапуваме по законот за тутун и можам да кажам дека најдобар закон имаме во Европа, да не речем и во светот, што се однесува до законот за тутун. Значи, се е регулирано, се знае кој колкава површина, каде има засадено, со која откупна компанија има склучено договори. Значи, тоа ни е најдобро во овој момент во Европа, па и во светот.